И кога Исус пак премина со кораб на другата страна, многу народ се собра при него, а тој беше покрај морето. И дојдоа еден од началниците на синагогата по име Јаир, и кога го виде, падна пред неговите нозе. И го молеше многу велејчи: мојата керка е на умирање, дојди и положи ги рацете над неа, за да биде спасена и да живее. И отиде со него, и многу народ одеше по него и го притискаше. И една жена која страдаше од крвотечение 12 години и претрпела многу од мнозина лекари и си го потрошила целиот свој имот, а од тоа немаше никаква полза, туку и стана уште полошо. Откако чу за Исуса, дојде меѓу народот одназад и се допре до неговата облека, зашто си велеше: ако се допрам само и до неговата облека, ќе се спасам. И веднаш и прекрати крвотечението и таа почувствува во телото дека е излекувана од болеста. А Исус почувствува веднаш во себе дека сила излезе од него, се сврте среде народот и рече: кој се допре до мојата облека? Неговите ученици пак рекоа: гледаш дека народот те притиска и велиш кој се допре до мене. И тој гледаше наоколу за да види кој го направи тоа. А жената, уплашена и растреперена, зашто знаеше што стана со неа, дојде и падна пред него и му ја кажа сета вистина. А тој рече: черко, твојата вера те спаси. Оди си во мир и биди здрава од својата болест. Додека уште зборуваше, дојдоа од домот на началникот на синагогата и му рекоа: керка ти умре. Зошто го измачуваш уште учителот? А Исус кога го чу зборот што го рекоа, му рече на началникот на синагогата: не бој се, само верувај. И никому не му дозволи да оди со него, освен на Петра, на Јакова и на Јована, братот Јаковов. И дојдоа во куќата на началникот и виде врева, дека плачеа и пиштеа многу. И кога влезе им рече: зошто викате и плачете? Детето не е умрено, туку спие. И му се подсмеваа, а тој ги истера сите надвор, ги зеде таткото на детето и мајката и оние кои беа со него и влезе таму каде што беше детето. И кога го фати детето за рака, му рече: талита куми, што значи девојче, јас ти велам, стани. И девојчето стана веднаш и одеше, зашто имаше 12 години. И веднаш се зачудија многу и им заповеда строго никој да не дознае за тоа и рече да ја дадат да јаде. Пред било што да кажам врзано за оваа проповед, драги браќи и сестри, и го отвориме овој прекрасен текст, библиски текст, и се надевам дека во следните 45 до 50 минути ќе имаме прилика да ја видиме убавината на овој библиски текст. И пред сето ова, би сакал да ви кажам дека ова проповед со сета своја љубов им ја посветувам на моите браќи и сестри ширум светот, кои поради својата вера и поради било која причина страдаат. Им ја посветувам на моите браќи и сестри кои можеби умираат од глад, затоа што сакат да не се осквернат и опоганат од нечиста храна. Им ја посветувам оваа проповед на браќата и сестрите ширум светот кои можеби лежат во затвори и се мачени за било што и на било кој начин заради евангелието. Им ја посветувам и на оние кои можеби ги оставиле своите брачни сопружници или им претат да ги остават затоа што тие едноставно не сакаат да потклекнат во она во што се одредиле да издржат. Ова им го посветувам со сета своја љубов и на сите оние кои на било кој начин поради својата вера се злоставувани, мачени или убивани на било кој начин, било физички или ментално. И можам пред вас да кажам со сигурност дека на овие луѓе и жени јас не сум им достоен. Но она што можам е за нив со љубов да им ја посветам оваа проповед. Иначе овој текст кој сте го чуле и сигурен сум дека добро го знаете, затоа што е доста познат текст, ова е текст кој можеби пред известно време Господ ме рани преку него, но раните ми ги зави.
И затоа со полна љубов и емоции сакам денеска да ви го пренесам и на вас сите. Прашањето е она познатото и вечно прашање, кое можеби ние ќе го поместиме само за еден чекор понапред. Прашањето е, каде е Бог, кого јас и ти јавно сме го признале, кога страдаме? Каде е Бог во тие моменти кога очајнички посакуваме да го слушнеме, да ни проговори, а тој очајнички молчи и не комуницира со нас? Зошто Бог дозволува на тебе и мене, кои јавно сме го признале и сме се одважиле, затоа што Бог дозволува, зошто Бог дозволува нашите непријатели да ни се подсмеваат, да ни се ругаат и навредуваат, или да не минимизираат на секаков друг начин? Зошто тој и понатаму молчи? Евангелието по Марко 5 глава, и еден дел сега слушнавме, го прочитавме, е врзан токму за нашето размислување денес. Но оној прв дел кој не го слушнавме, а јас сум сигурен дека и тој дел добро го знаете, тоа е едно многу мрачно поглавје, петото поглавје. Во тој дел се зборува за кој? За оние обседнатите од демони. И читајќи го ова поглавје заклучив дека тоа представува или го осликува страшното човечко постоење. Евангелието по Марко 5 глава во еден мал сажеток ни кажува кој е човекот. Или што е човекот? Кој е човекот, драги браќа и сестри? Човекот е оној кој може да биде опседнат од демон. Човекот е оној кој боледува од разни болести, акутни и хронични. Овде се зборува за сиромаштвото, за стравот, за исмејувањето и на крајот за смртта. И една единствена добра работа, покрај се друго лошо во ова поглавје, е Исус кој се уште оди помеѓу тие луѓе. Исус кој е присутен. Делот кој го слушнавме од 21 текст па се до крајот на главата, можеме да го поделиме во 3 сегменти. Првиот сегмент ни зборува за кого? За Јаир. И гледаме дека уште на самиот почеток тој стапува на цена. И гледаме дека доаѓа и кажува. И дојде еден од старешините на синагогата по име Јаир. И кога го виде, падна пред неговите нозе. И кога го читаме текстот, понатаму, драги браќи и сестри, можеме да видиме дека Јаир доаѓа од една вжарена ситуација. Ние гледаме дека нешто големо се случува во Јаировиот дом. Гледаме дека постои нешто многу ургентно во неговата куќа. И од таква една ургентна положба тој доаѓа и почнува диалог со Исуса Христа. Ако би можеле да ја опишеме, можеби на еден сликовит начин ситуацијата во која што доаѓа Јаир, тоа може многу лесно да биде кола на брза помош или хитна помош. Не знам како се чувствувате вие, но психолошки тие се дизајнирани, колата е дизајнирана со сирена, така што кога таа ќе помине, пробудува кај вас една напнатост, пробудува една посебна состојба. И секој пат кога ќе слушнам, кога покрај мене ќе пролета колата за брза помош, и секој пат го помислувам истото, дали ќе стигне на време. Дали ќе стигне на време. Прашањето со кое Јаир доаѓа, драги браќи и сестри, пред Христа е дали Исус ќе тргне сега во оваа секунда, во овој момент, и дали ќе стигне на време во неговиот дом. Затоа што таму се случува нешто многу хитно и сериозно. Вториот сегмент во ова поглавје е жената. Жената која што 12 години, кажува библискиот текст, боледувала од крвотечение. И некако како да не припаѓа, како да ја ремети сета оваа ситуација на овој настан, оваа жена. И почнува работата да се сплеткува и одиграва, и одеднаш доаѓа жената. И тука доаѓа пресек.
Како граматички, така и текстуално, да не припаѓа овде овој текст. Но исто и по друга основа, таа не припаѓа овде, жената и ова приказна. И тоа од здравствени причини. Затоа што по законот од 3 Моисиева, таму во 15 глава, таа не би смеела да биде на ова место. Ова жена морала да биде каменувана. Затоа што била нечиста. Таа не смеела да биде во оваа група на луѓе. Не знам дали сте приметиле, кога и да се зборува за Јаир и кога се зборува за овој сегмент на поглавието, се зборува како за Јаир и кој друг? И неговата керка. Воскреснувањето на Јаировата черка. И ние стекнуваме впечаток дека ова поглавје зборува за Јаир и неговата черка. Меѓутоа, занамеруваме уште еден важен момент, а тоа е првиот и единствениот пат кога Исус некој го нарекува како? Черка. Черко. Тој ја нарекува ова жена керко. Така да ова поглавје не е поглавје за Јаировата керка, ова е поглавје за две керки. Таа е можеби омразената. Таа е можеби оставена на страна. Таа можеби е керка во сенка. Но Исус неа ја издвојува и одеднаш и дава една неверојатна важност. И во третиот дел, во третиот сегмент на оваа порака, на ова поглавје, приказката повторно се враќа на Јаир, кај Јаир. Таа почнува со Јаир, па се сели кај оваа жена, за повторно да се врати кај Јаир. Јаир е човек за кој се кажува дека бил старешина на една еврејска синагога. Колку пати сме слушнале проповед за овој библиски текст? Не многу често, но имаме слушнато. Дали сте слушнале повеќе проповеди за Јаир или сте слушнале повеќе проповеди за жената која 12 години боледува од крвотечение? За жената. Не знам зошто првенствено расказот зборува за Јаир. Но сите овие години, драги браќи и сестри, многу често сме слушале проповеди за жената, кои се прекрасни и имаат прекрасни пораки. Секоја што е верата, допирот на верата. И секоја се одново и одново ме поучува со се што е ново и поразлично. Но сепак централната личност на целиот овој сегмент е Јаир. Овие две приказни, драги браќи и сестри, јас кажувам, но не можете никогаш да ги делите одвоено и да ги читате одвоено. Туку читајте ги, ве молам, заедно. Затоа што тие единствено само така можат да се надградат и единствено само така тие ствараат целина. И единствено само така тие можат да се разберат во правиот контекст на Библијата. И на она што писателот сакал да каже во однос на оваа тема и овие приказни. Само така ствараат целина. Приказната за Јаир и приказната за жената која 12 години боледува од крвотечение. И овие две приказни не може да бидат поразлични, драги браќи и сестри, од она што се. Не може да бидат поразлични од она што се. Тие се различни во полот, во статусот, во јавното признание. И овие две приказни се различни и уште по една важна работа. А тоа е како Исус работи со еден поединец. Ние гледаме дека на еден начин работи со Јаир и со неговата керка, а на сосема друг начин работи со ова жена. Постои една сличност помеѓу овие приказни и можеби е таа единствената сличност која постои помеѓу овие две различни приказни. А тоа е дека и ова жена и Јаир доаѓаат кај Исус затоа што им е очајнички
потребна помош. Меѓутоа, повторно кажувам, за да би ја сватиле убавината, лепотата, красотата на овој библиски текст, јас сега ќе ви наведам некои од различностите и разликите кои што постојат и кои што се врзани за овие две приказни. И токму овие разлики прават на еден неверојатен начин да ова биде една целокупна приказна. И токму овие разлики допринесуваат да можеме да ја осетиме таа длабочина, она што ни го порачува оној кој ги запишал овие зборови. Кои се тие разлики? Па ете, он е човек, а таа е жена. И вие знаете добро дека да се биде жена во онаа време и не било така лесно, а да се биде човек било многу полесно и поприфатено, попризнато, да кажам така. Он е Јаир. Тој има свое име, таа дури нема ни свое име. Состојбата на жената е хронична, таа е 12 години, кажува, состојбата на Јаировата керка е акутна. Текстот кажува дека жената боледувала 12 години од својата болест. Колку години, да ја прашам, колку години имала Јаировата керка? 12. Што значи? Дека годината во која жената се разболела, во истата година ова се родила. Во оваа година кога жената полека отпочнала да умира, Јаировата керка продолжила да расте, да напредува и да јакне. Во годината во која што отпочнала надежта полека да се гаси во животот на оваа жена, радоста, набојот и надежта почнале да растат во животот на оваа девојче. Јаир е старешината на синагогата, и на некој начин тој бил централна личност во она мала духовна заедница. Но поради болеста и поради нечистотата, не само што не била централно место во синагогата, не имала таа немала пристап воопшто во духовниот живот, драги браќи и сестри. Ова жена била исклучена од духовниот живот. За жената Исус е последен избор. Затоа што библискиот текст ни кажува што? Кога го потрошила целиот свој имот, таа доаѓа кај Исуса Христа. Што тоа значи? Леле, Господе, сите чаеви ги испробав и не ми помогнаа. И многу тоа од алтернативна медицина правев. И медитација одев. Одев дури и кај бајачи. И сето тоа го пробав и ништо од тоа не ми помогна. И еве сега, Господе, кога сето тоа го испробав, немам што и доаѓам кај Тебе. Таа Христа го става на кое место? На последно. Меѓутоа Јаир го става Христа на прво место. Затоа што Исус тргнал на кај Јаировата куќа, текстот кажува дека тој тргнал, тој проповедал Исус. И во еден момент доаѓа Јаир и го повикува. Тој да тргне на кај неговата куќа, затоа што таму постои нешто многу ургентно. Затоа што Исус тргнал натаму да ја излечи неговата керка, затоа ова жена добила исцелување, драги браќи и сестри. Затоа што ако Исус продолжил по патот по кој тргнал, ова жена немала да биде излечена. Затоа што ова жена добила излекување, затоа и умрела Јаировата керка. Затоа што ова жена добила исцелување, затоа што Исус застанал покрај неа да ја исцели, затоа умрела, рековме, Јаировата черка. Затоа што Исус под знаци на наводници изгубил време додека се занимавал со ова жена, затоа умрела Јаировата керка. Иако жената дошла тајно,
Незиното ицелување било јавно. Иако Јаир дошол јавно, воскреснувањето на неговата керка било тајно. Јаир бил богат човек, бил почитуван и тој можел да дојде кај Исуса како? Тајно. Исто како и оваа жена, исто како и Никодим што направил. И веројатно и многу други кои што не се опишени во Библијата. Меѓутоа Јаир доаѓа јавно, сите да го видат. Ние многу добро знаеме што Јаир жртвувал тој момент, драги браќа и сестри. Не му било лесно. Го жртвувал што? Својот углед. Затоа што дошол кај Исуса Христа. Ја жртвувал својата позиција. Веројатно и целото свое богатство кое што го имал. Социјалниот статус. И не само тоа, да се биде исклучен од синагогата, значило во она време да се биде исклучен комплетно од друштвениот живот и својата заедница. Осуден да бидеш сам. Овој човек многу добро го знаел тоа отколку денес јас и ти. Но сепак тој бил потполно сигурен во тој момент кога му пристапува на Христа дека ја прави вистинската работа. И се ставил на коцка. Кога Исус во 24 стих слушнал дека керка му е болна, ние гледаме дека се оставил и моментално тргнал по Јаир. Но секоја вера, драги брате и сестро, вклучувајќи ја и Јаировата вера, морала да биде тестирана. Морала да оди на тест. На патот кон Јаировата куќа, Христос бил блокиран и сопрен од гужвата. Каде се наоѓала и оваа жена. И тука доаѓа до застој. Интересно е што Исус не и рекол на гужвата да се растргне. Дозволил да биде тука, а додека покасно во библискиот текст ќе видиме кога било гужва во Јаировиот дом, тој наредува што? Сите да се разотидат и никој да не биде тука. Исус застанува за да ја исцели оваа жена. Да се вратиме уште еднаш, драги браќи и сестри, на оној почеток и да се сетиме на ситуацијата. Била повеќе од ургентна во Јаировата куќа. И сега тргнале и тоа било искрена надеж за Јаир. И тие одат и во еден момент Исус застанува и почнал да се занимава со оваа жена. Како да заборавил, така нели, наитноста на Јаировата керка. Размислував како се чувствувал Јаир во тој момент. Дали сте размислували и вие? Знаете, кога се игра во вас и кога треба се да се заврши толку бргу, и тогаш Исус, во кого вие полагате толкава надеж, одеднаш застанува и почнува да се занимава со можеби наизглед тривијални работи, неважни работи, како да речеме, например, па кој е тој што се допре до мене? Како да тоа било најважно нешто во тој момент. Но за Христа, драги брате и сестро, се е битно. Тој ништо не работи и не зборува, а што не е важно. Размислував, што може Јаир да му каже во тој момент, што можел да му каже на Исуса Христа? Па можел да каже, па Христе, пушти ја, остави ја, па таа е хронично. Па тоа е хронично, тоа трае 12 години. Ова кај мене е акутно, ајде побрзај. Може ли тоа да каже? Може би ли таква мисла да му дошла на Јаир? Меѓутоа Јаир што прави? Молчи. Како му било, тоа го знаел само Јаир. Но Јаир покажал, драги брате и сестро, со полно право дека е достоен водач на својата духовна заедница. Јаир во моментите кога најмногу му била потребна помош, Јаир им дава предност на другите и се повлекува настрана.
Се прашав, што било тоа во Јаир што толку долго издржал? Дали тоа нешто било во него самиот, дали го имал тој во себе или нешто имало во Христа во тој Назаричанец, што Јаир сепак продолжил да му верува кога надежта веќе почнала да паѓа. Многу веројатно дека ги имало и во едниот и во другиот. Дека нешто имало и во самиот Јаир, кога одлучил да оде до крај, но имало нешто и во тој Назаричанец, кој му дал трошка надеж да му верува. Но она што Господ ме научи во Јаировиот случај е Миланчо. И јас имам и други луѓе кои патат. Ти не си единствениот. Вториот Јаиров испит е. Првиот испит кој бил кој? Дека Исус доцни. Дека Исус доцни. Исус е спор. Вториот Јаиров испит е дека Исус молчи. Дали сте приметили дека он му се обраќа на сите во гужвата, меѓутоа на Јаир не му се обраќа ниту во еден момент? Не знам како сте се чувствувале кога нешто очајнички сте барале да слушнете од Бога, а тој молчел. И не само што ве болело тоа што молчел, туку дека со сите други околу вас разговара, а со вас не преговара ниту збор. А може би само тој еден збор би ви бил потребен да ве охрабри, да ве окрепе и да ве подигне. Зошто некојаш ни се чини дека Исус некојаш повеќе се грижи за другите? И ова е причината што ова проповед сакам да ја споделам со вас, драги брате и сестро. Ова не е, драги браќи и сестри, драги мои пријатели, проповед за оние ситуации кога ни е тешко и кога страдаме. Затоа што јавно сме го признале Исуса Христа. Ова е проповед за оние ситуации кога ни е лошо и ни тргнува на уште полошо. На уште полошо. Дали сте имали такви ситуации во својот живот? Кога ви оди лошо, кога имате премногу проблеми, кога силно му се молите на Бога за решение, кога очекувате избавување, и тогаш ви тргнува на уште полошо и полошо. На Јаир му се случило токму тоа. И затоа овој настан за мене има уште поголема тежина, сила и важност. Ситуацијата за Јаир била се полоша и полоша. Зошто? Затоа што гласниците пристигнуваат и му носат лоша вест. Тие кажуваат, твојата ќерка умре. Немој да се трудиш околу учителот веќе. Зошто кога покушаваме да работиме вистински работи, драги браќи и сестри, работите одат на лошо и полошо? Некојаш Исусовите акции и зборови ни изгледаат чудно. Тој кажува, Јаире, не бој се. Јаире, не бој се. Не е малку чудно за ваква ситуација? Драги мои пријатели, од лично искуство, знам кога Господ ми рекол, Миланчо, не плаши се. Тоа било време кога требало да се плаша многу и многу да се молам на Бога. Веројатно знаете и за таа информација, драги браќи и сестри, дека зборот не бој се или не плаши се во Библијата е спомнат колку пати? 365 пати. Што значи за секој ден по едно не бој се. Неговата ќерка е мртва. Меѓутоа Исус кажува не е умрена, туку спие. И ова е ситуација кога се собираат оние професионалци кои што се знаат. Сега тие доаѓаат до израз. Зошто? Затоа што почнуваат што? Што прочи? Да му се подсмеваат на Јаир.
Почнуваат да му се посмеваат и на Исуса Христа. Затоа што тие многу добро ја знаеле ситуацијата. Тие многу добро знаеле дека таа умрела. И почнуваат со она нивно приговарање. Па Јаире, зарем тоа е твојот избор? Па зарем не си имал некое подобро решение? Дали, драги брати и сестро, имате искуства со оние кои што ви се посмевале? Имаме ли такви искуства? Тоа се оние експерти, специјалисти, роднините, пријателите, па понекош дури членовите на твојата црква. Зошто верата твоја не ти помогне? Кажуваш дека веруваш. Па други кажуваат, имаш искуства со Бога, имаш визија. Па зошто сега нема решение за твојот проблем? Јар доживеал исмејување за својата вера. Јас многу пати сум го доживеал истото. Че го доживееш и ти, ако не си го доживеал. Ако вистински ја изразуваме нашата вера јавно. И обично кога ќе дојде врвот, и кога знаеме дека веќе не можеме, и кога нашата духовна сила не изневерила и не издала, доаѓа решение од Господа. Јас тоа го доживеав. А вие? И она што е воскитувачки и е скоро секогаш, а тоа е решение кое е толку едноставно што не може да биде поедноставно. Во моментот кога зоврела ситуацијата, кога навистина се било потиштено во ова семејство, Исус пријаѓа со необични зборови и ја решава таа ситуација. Тој му кажува на девојчето, Талита куми. Ова талита, кој кај нас е преведено со девојко и директно е врзано за нејзините 12 години, со нејзината старосна доба, тој збор има 5 различни значења. Но само еден превод, само едно значење на зборот талита се однесува на нејзината возраст или старосна доба. А 4 преостанати се однесуваат на изразување на блискост или близок однос со девојката, помеѓу девојката и Исус. И ако буквално го преведеме тоа, ова талита куми, тоа би значело, што би рекле србите, мезимице моја, девојченце мое. Така и се обратил Исус на девојчето. И може да се случи да поминуваш преку тежок период. И може би, драги брати и сестро, луѓето од страна да гледаат и да оценуваат дека ти веќе си духовно мртов. И дека немаш некој појак импулс кој што би те избавил од состојбата во која што се наоѓаш. Но Исус кажува, јас ти велам, стани. Може би некој ќе ти каже, или може би не мора да ти каже, туку со неговото тело и со неговиот поглед и ставот кој што го зазема, тоа ти го кажува, твојата ситуација е безнадежна. Но Исус порачува, јас сум воскресение и живот. Тебе ти зборувам, стани. Може би некој ќе ви каже, Господ молчи за тебе, но Исус кажува, јас мртов бев и оживеав. Тебе ти велам, стани. Може би некој ти кажува, ти немаш излез од ситуацијата во која се наоѓаш, но Исус кажува, јас сум патот, вистината и животот. Тебе ти зборувам, стани. Неколку работи, драги браќи и сестри, Господ ме научи од овој библиски текст, а тоа е дека тој има свое време и дека неговото време не е и мое време. Во копнежот на вековите 528 страна, духот на пророштвото кажува: сите кои тежнеа да го осетат водството на Божјата рака, моментот на најголемото обесхрабрување
е време кога Божјата помош е најбрза. Што вели? Моментот кога е најголемо обесхрабрувањето наше е време кога Божјата помош е најбрза. Исус од почетокот го гледа крајот. Во секоја потешкотија тој има припремено свој пат да ни донесе олеснување. Нашиот небесен Отец има и јадници начини преку кои тој се грижи за нас, за кои ние и ништо и не знаеме. Оние кои ќе го прифатат, вели Елен Вајд, начелото дека службата за прифаќање на Бога е најважна, ќе сватат како потешкотиите и чезнуваат и како под нозете им се порамнува патот. Каков силен текст, каков силен цитат, какво силно ветување, драги браќи и сестри. Исус се послужил преку неговата слушкиња. Јаир ме научи за верата, драги брате и сестро. Но не само за верата. Јаир ме научи за онаа права, вистинска вера. Верата да истапува напред. Без разлика на понижувањата, подсмевањата, дури и губитокот. Ние не можеме тајно да веруваме, драги брате и сестро. Нашата вера мораме да ја покажеме јавно. Ако професорите не можат да станат и да застанат на страна на оние теологии или оние не баш така популарни теологии, како студентите ќе станат и ќе ја бранат? Ако постарите или лидерите не можат, како тогаш тоа ќе го направат верниците? Ако родителите не станат да ја одбранат, како тогаш децата тоа ќе го сторат? Да веруваш во Бога значи да бидеш храбар. И од секоја што било одлика на, за жал, малобројните. И може би она што најмногу ме храбри кога е во прашање Јаировата вера, а тоа е дека Бог секогаш, ама баш секогаш ја наградува верата. Ако Исус и помогнал на жената која го оставила на последното место, колку повеќе тоа нема да го стори со Јаир. Ако во твоите тешки моменти гледаш, драги брати и сестро, како Господ им помага на сите оние кои се уште не го признале и се кријат од Него, кои се срамат од Него, кои можеби го навредуваат и го градат на некој начин. А колку повеќе тебе ќе ти помогне кој си го признал јавно пред сите. Има и трпение, драги брати и сестро. Ове двајца луѓе превземале ризик. И ризикот им се исплатил. Јас предлагам и ти во своите моменти да превземеш ризик и јавно да истапиш со својата вера. И Бог ќе те награди. За самиот крај оставив една илустрација. Приказна, вистинска приказна, симпатична приказна. Што мислите? Мажите зашто најмногу сакаат да разговараат? Ајде, мажите зашо сакаат вака да разговараат многу? Кои се омилени теми? Фудбал? Може така фудбал. Кои се други омилени? Автомобили? Нели, така. Политика? Се служувате ли? Лов и риболов. И тоа сме го слушнале. Но има уште една многу позната тема, која може би сега ситуацијата во нашата држава се променила и не е баш толку актуелна како некојаш, но сепак е се уште актуелна во кругот на моите пријатели и другари, а тоа се војничките приказни. Знаеме некојаш да проговориме така, да извечеме некој приказна, некој настан и така натаму. Јас толку сум се изнаслушал на тие приказни од војската, така што мислам дека сум ослужил не еден, туку 2 воени рока. Како што почнува и секоја добра бајка, војничката приказна почнува како?
А кога јас бев во војска, и тогаш почува приказната. Така јас слушав една вистинска војничка приказна. Еве што му се случило на еден војник. Он бил градско дете, израснат во чаршијата. Кажано така на наше. Приказната почува кога отишол некаден во некоја планина за време на војската и кажува се згрозил кога сватил дека таа ноќ ќе мора да оди на стража. И дека стражата подразбирала одење некаден во глувата доба на ноќта. Кажува дека умрел од страв. Тогаш нему му објасниле и го увериле дека нема причина да се грижи и да се плаши, затоа што таму има кучиња. Ма какви кучиња, кога јас таму некаден во ноќта ќе бидам сам. И кажува дека тој на нив отворено ми рекол, ама луѓе, јас се плашам, но знаете војската, еве сега чека, но секој се плаши, му рекле, но тоа е војската, ти мораш да се носиш со тоа. И така постапував. И постапува. И кажува, тие ме одведоа и ми објаснија се за моето стражарско место и за некои деталности, ми кажа некои информации и на крајот ми кажа, не се плаши, кучињата се тука. Ма какви кучиња, јас имам само страв, бе луѓе. И останал сам. Неговите другари заминала и кажува, не можам да опишам колку ми беше страв. Сакав да умрам од страв. Беше ноќ, но многу ведра ноќ, кажува. Беше ладно, имаше поприлично снег. Толку ведро малтене како ден. И тогаш во еден момент, кога неговиот страв кулминирал и го достигнал врвот, одеднаш приметил како од шумата излегувало нешто големо црно. И тоа црно тргна на кај мене, кажува. И како се приближуваше, беше се поголемо и поголемо. Не знаев што се случува, но само знаев дека умирав од страв. Размислував дали да пукам, затоа што после пак ќе одговарав и за куршумите за муницијата, на што сум ми истрошил. Но може би и повеќе ќе привлечам внимание ако пукам. И кажува, така во мене се раѓаа прашања. Што да правам? И на крај одлучив да се качам на стражарската куќа. И кажува, наблюдував што ќе се случи. И тоа црно се повеќе се приближуваше на кај мене. И тој после известно време успеал да разбере дека тоа е чопор волци кој се приближувал. И кажува дека било страшно, дека ги имало многу. И кажува, водачот на чопорот одел пред нив. И прво тргнал и право тргна во правец на кај мене. И додека стоев и така размислував да пукам, одеднаш видов една фасцинантна, неверојатна сцена, која дури во тој страв, кажува, толку ме воодушеви. Како што одеше чопорот и одеднаш застана. И потоа се издвои водачот на чопорот. И истапи неколку чекори напред и почна да го душка теренот. Очекува што ќе се случи. И после само неколку моменти од неговото посматрање, тој полека се завртел, чопорот, кажува, се раздвоил, тој поминал преку чопорот се затворил и полека достоинствено се вратиле во шумата. Не знаев што се случи, но сепак одлучив да останам на мојата куќа се до крајот на мојата стража. И кога дошла смената, кажува тој, на стража, и гледаат и му велат, Драган, што правиш таму? И тогаш јас полека успеав да се симнам, кажува. Луѓе, сакам нешто да ви раскажам. Што се случи, му рекле? Па кажува, волци, луѓе, цел чопор.
А тие кажуваат, па добро, па што? Како па што? Луѓе, па беше голем чопор на волци, па тие можеа да ме раскинат. А тие му викаат, ама Драгане, имаш кучиња, зошто си се грижел? Ма какви се тие ваши кучиња кога воопште не залаја? Ма не, тие му рекле, тие не смеат да лаат. Тие се дресирани да не лаат, му кажале. Ајде да ти покажеме дека си немал причина да се плашиш, му рекле. И тогаш ние пополека тргнавме и отидовме до првата кучичка, каде што било првото куче. И велат, но тогаш Драган видел дека на првото куче, за првото куче, дека имало кучичка, имало ланец, но немало куче. Па ете гледаш. Ма кажува, што да гледам? Нема куче, што да гледам? Ајде да одеме понатаму, му рекли. Па еве и друга кучичка. Ланец, кучичка, нема куче. И тогаш тој рекол, јас не разбирам што е ова. А тие го прашале од каде дојдоа волците. Па еве од оваа страна. И тогаш ние тргнавме натаму. И тогаш, кажува, јас се одсеков, се запрепастив, останав без зборови. Видов, онаму каде што беа волците, имаше мала удолница. И нешто како канал, а од другата страна нешто црно стоеше позади каналот. И сватил дека тоа биле нивните кучиња. Нивните кучиња. И не знаев, кажува, колку кучиња имаше на тој дел. Секое куче имаше ланче, односно ремче со боцки. И кажува, секое куче е тренирано да се избори со два волка. Тоа се многу силни војнички кучиња. И кажува, секое куче е врзано со ланче за својата кучичка. Меѓутоа, оној дел помеѓу ланчето и каишот бил кожен. Каде кучето имало команда во случај на напад на војникот или нарушување на територијата, имало право да го прогриза и себе да се ослободи и да оди да брани. Значи, кога водачот на чопорот дошол и душкал и надушкал, тој не го надушкал нашиот Драган. Тој ги одмерувал силите. Тој ги осетил кучињата дека се тука и ги одмерувал силите и заклучил. И тој заклучил дека тие не можат да се изборат со кучињата, кои се наоѓале тука во близина. Сето тоа се случувало пред очите на Драган. Но сето тоа од својот страф и од својот проблем кој не го видел. Драги мои пријатели, колку пати во моментите на нашиот страф ние не ја гледаме моćната рака која е над нас. Кога Господ нашиот Творец, Господарот на видливото и невидливото, Господарот на се, кога тој го осмислил и го створил ова животно така верно и тоа верно до самата смрт, колку тој самиот е верен. И ако му дозволиме во тие наши тешки моменти, како и Јаир, благодарејќи на Јаировото искуство, драги браќи и сестри, затоа што во моментот кога му било уште потешко, сепак одлучил да биде верен. Благодарејќи на неговото искуство, веќе 2000 години ние христијаните се поучуваме од Јаир и се храниме духовно. Мојот повик и позив ова утро е: кога ти е тешко, кога ќе паднеш во неволја, кога ти е лошо и ќе ти тргне на уште полошо, остани верен на Бога. Остани му верен на оној кој те повика и на кого ти јавно му се заветувал дека ќе му служиш. Препушти му се на нему, а јас сум сигурен дека тој кој го дал својот син на крстот пред 2000 години, еден ден
ке ти докаже дека бил достоен на твоето поверение. Амин.